Проблемот со името е проблем на Грција, не е наш проблем. Значи тоа е вештачки обструиран проблем од самото самостојување на Република Македонија. Значи проблем ние немаме до 91 година. Како што знаете, како што не му пречеше името Социјалистичка Република Македонија, нели? Сега му пречи тоа. Сите региони, на пример во Грција, значи северниот дел на Грција, тоа што е егејскиот дел на Македонија, после 91 година ги крстија Западна, Северна Македонија, Источна Македонија, аеродромо 92 го крстија во Солун, Македонија. Значи, сите тие работи од Александар, мислам, се што е поврзано во ствари со Македонија, со античка Македонија, тие почнуваат да ни го крадат од 92 година. Не како тие што тврдат дека ние сме го украли името од нив. Значи, тој е вештачки обструиран проблем и тоа е проблем на Грција, значи не е наш проблем. Значи, ние немаме проблем со името. Таа си има проблем. А ние малце ли имаме проблеми да се решаваме? Имаме многу проблеми да се решаваме и мислам дека воопшто не треба да се замараме со тој проблем. Оти не е тој проблем. Дали да го бираме името или НАТО, нема тука што да се прави муабет. Нормално. Дека името ни е многу поважно него НАТО. НАТО после 20 години може да се распадне како организација. Што правиме последните 20 години? Значи, ако го смениме името, ако го одбериме НАТО наместо името, ние во ствари цела наша историја на цела наша историја извртуваме грб. Значи ние сме вештачка творба, што докажуваме дека ние сме вештачка творба, како што другите тврдат, на Тито или на некој друг, дека ние постоиме во последните 17 години, не постоиме илјадници години, како што Македонија постои. Инаку во врска со проблемот со името и со сите притисоци Македонија што ги има од страна, ние лобираме заедно со многу други организации, со UMD, со United Macedonian Diaspora, самостојно пишуваме писма до конгресмени, самостојно пишуваме имејли. Значи, секој еден од нас и ние како организација сега веќе, нели, како Macedonian Community в Нью Џерси и како Македонски глас, дали преку весникот, дали преку интернет, дали преку разни начини, настојуваме да добиваме поддршка од што повеќе конгресмени, од што повеќе сенатори за нашиот проблем. Значи, да му ја кажеме во ствари реалната ситуација. Дека тој проблем е вештачки обструиран, дека целта на тоа дека не признаваат нас е заради тоа што има македонско малцинство во Грција, што нема никакви права, и ако не признат нас како држава, дека треба сите права да му ги дадат на македонското малцинство во Грција. Тоа е целта, ништо друго. Ние тоа цело време се обидуваме да му го покажеме и се надевам дека голем дел од конгресмените, од сенаторите тоа веќе го знаат и поддршката веќе имаме од нив. Како што знаете, 2004 година Буш ја призна Македонија. Пред неколку месеци Канада ја призна Македонија. Значи, ако Македонија моментално не попушти со името, може на друг начин да го реши проблемот. Може нема да влеземе ние во НАТО. Точно така, може Грција вето ќе ни стави. Ама после тоа ние можеме да прекинеме преговорите, бидејќи Грција ја попречува резолуцијата што ја подпиша во 95 година, тоа што се зашление под фиром името. Значи, чим ја прекршува таа резолуција, автоматски ние нема што повеќе да бидеме во преговори со Грција. Бидејќи моментално имаат над 120 држави признаено Македонија како суверена независна република Македонија под уставното име, тоаш можеме ние во институциите на системот, значи во институциите на Обединетите нации да си бараме признавање под уставното име. И тоа ако го добиеме, тогаш Грција не може ништо да направи. Тоаш не може ништо да направи. Инаку ако мислиме дека ако направиме отстапка, дека Грција на пример ќе се сложи или ќе направи нешто, само можеме да погрешиме со таа отстапка, бидејќи доволно отстапки направиме, него сменаме, знаме, тоа сменаме уставот. Што треба уште друго да смениме и од што треба уште друго да се откажиме, значи нели ние 95 година се откажаме и од македонците во Егејска Македонија како држава. Се откажаме да знамето, го сменаме уставот. Сменаме многу работи. Кажете ми една отстапка што направи Грција. Ни една отстапка не направи. Не гледаме тоа зошто уште отстапки да правиме.